да велат, што да прашат. Што ме фасцинира, ме храбри, ми дава одреден оптимизам. Значи, овие луѓе тука беа под силна репресија. Значи, после граѓанската војна, една, друга влада, па хунта и така натаму и така натаму, обстоја и 10.000 луѓе гласаат. Значи, има луѓе во Виножито. За разлика од она што живее во Република Македонија, кој на првата кривина, на првата тешкотија 100.000 бугарски пасоши зимаат. На вистина, значи, кога ќе дојдам овде и кога ќе видам како луѓето се храбри и обстојуваат после и покрај сите притисоци, тоа ми дава оптимизам, мора да признам. Секаде има луѓе храбрени, има луѓе што му е страв повеќе, има луѓе што интересите си пулат, како ќе живеат поарно. Знаете, така е, што да правиме така. Живота си ја сакат. И како ви е грчкото име? Петрос Димчис. Петрос Димчис. Така. И на што побрзо се одзивате, на Петрос Димчис или на Петар Димков? Петре Димчев. Петре Димчев. Така, старите, како велеат дедо ми. Кога зборувам македонци, кога сум во Македонија, кога сум зборувам меѓу нас. Во Лерин, кога зборите, како зборите? По македонски ние повеќе зборуваме така меѓу нас, за да правиме и другите така да почнат, да не се плашат да зборуваат јазикот. Баба имав тука од Леринско и имав и роднини тука. Умреа луѓето на 80 години, не знаеа грчки да зборат, се збореа македонски. И баба ми ката така. Се наоѓаме пред масовната гробница на излезот од Лерин, каде што 1949 година се закопани некаде повеќе од 1000 македонци кои се загинати во текот на таа граѓанска војна во тие завршни операции во околината на Леринско. Според кажувањето на старите леринчани, веднаш позади нас тука била ископана масовна гробница, каде што во текот на таа 49 година биле закопани телата на повеќе од 1000 дали умрени, дали живи македонци, односно сите тие биле напикани со булдужер во таа масовна гробница. За разлика од македонските војници кои се загинати во тие последни битки во околината на Лерин и кои се закопани во таа масовна гробница без никакви одбележја, десетина метри подесно од нив на војните гробишта во Лерин се закопани сите тие војници кои се загинати од страната на грчката армија. За разлика од Франко, кој по завршувањето на шпанската граѓанска војна на едно исто место со исти споменици ги закопа загинатите од едната и од другата страна, овде во Грција дури ни мртвите не лежат на исто место, македонците се во таа масовна гробница. Спроти нас, додека грците се закопани на војните гробишта во Лерин. Членовите на Виножито велат дека денес во Грција треба да се направи гест и во неиста гробница со исти споменици треба да бидат закопани македонците и грците кои учествувале во таа граѓанска војна од 46 до 49 година. Имаше некои тајни документи, тајни архиви 44-45 година кога грчката држава, десните сили во Грција, смета дека треба тогаш да се протерат некаде околу 120.000 македонци. Кога се гледат бројките во граѓанската војна, околу 20.000 македонци загина во таа граѓанска војната, да. Околу 40 беа деца, бегалци, жени, бегалци, така натаму, што значи дека таа бројка 60-80.000 Га сближија они. Га сближија, да. Таму беше намерата, да исчистат овие региони што беа масовно, и не само масовно, 99% населени од македонци. И таа намера за Костур, например, се исполни. Костур веќе се испразна или преспа. Сите села Костурски веќе се испразните, се пусти. Не може тоа да го успеат во леринските села, например. Таму остана, вистина, демек остана пак појќето луѓе си остана во селата. И како е денес да се биде македонец во Грција? Видите, денес во Македонија, во Грција, за да бидеш македонец, не е тоа тешко што ќе те полицијата ќе те мачи или ќе те тепа или не знам што. Ама многу тешко е веќе кој ќе си освестен како македонец, мора да му речеш на детето твое, да му кажеш што ти знаеш ти си македонец, не си грк. Мора да му кажеш на внучето, мора на пријателот. А сите оние луѓе околу тебе се под влијание на една држава што притиска со телевизија, на школо, со даскали, со учители, со попови во црквите, со весници, со било што, радио, мас медиуми, со пари, со полиција, со луѓе што ќе одат и ќе му велат абе што ми треба сега да се расправаме например ние со овие работи, полите живачката, знаеш, врви, течи, па да си фатиме некое поубаво место, поубава работа, да си врвиме подобро. Тоа е тешкото за македонецот сега, како ќе може оние луѓе што живеат околу него да ги убеди од тие луѓе да имате македонски корен. Так, и мора
да не го оставиме. Се наоѓаме во едно од македонските села во Косторско околие која стана напуштени некаде 48-49 година. Ако може да погледнете на куќата што се наоѓа веднаш позади нас, ќе може да прочитате 3 графити. Два се напишени на грчки на кои пишува да живее демократската армија на Грција, на вториот пишува да живее народно ослободителниот фронт и тој што е најинтересен за нас напише на македонски, уште тамо 48-49 година пишува да живее Илинден. Нигде во Балкану, јаска, не сум студиран на таа работа, ама нигде во Балкану, јаска и во светот не може да најда држава со една нација. Само Грција е да. Само Грција има една нација. Тие не признаваат како Тешко ли може да прифата дека има други нации во Грција? Ки мислиш дека Грците ќе можат некогаш да се соочат дека постојат македонци да го признаат тоа? Дали ќе дочекаме ти тој ден да можеме да дочекаме дека грците ќе признаат дека македонскиот народ живее на територијата на Егејска Македонија? Јас сакам да верувам оти тоа ќе го добиеме преку НАТО, преку Европа, ако Македонија влезе таму, ако се признае, и тогаш Грција ќе треба како грцка држава да му даде право. Дали се викат власи, дали се викат арнаути, дали се викат македонци, дали се викат турци, ѓупци, роми што викаме. Да не останат грци тогаш во Грција? Тоа е вистина оти нема грци. Само грци нема во Грција, се има. Може тоа се плашат? Веројатно ретко ќе најдете македонец со потекло од Егејска Македонија кој во некој неврзан разговор со чашка на кафе или на раке нема да ви го спомни името на планината Вичо. Се наоѓа веднаш позади нас и тука на таа планина, исто како и на планината Грама, се одигра најзначајните битки во текот на таа граѓанска војна 46-49 година, во која изгина огромен број на македонци. И добро, прво, што помислувате ве кога шетаме по овие напуштени македонски села? Ова да наистина на природна убавина. Од таа страна Каршина се наоѓа Вичо, значи тоа е планина кај што се тие херојски борби на македонците во рамки на таа граѓанска демократска армија на Грција. Од другата страна е Грамос, планината. Значи сите луѓе од Егејска Македонија тоа го носат во себе како одредена болка, како одредена тага. Тоа што помислувам јас и навистина многу ме жали оти тоа што нашите деца, нашите млади луѓе не знаат ништо за тоа што бил дедо му, например. Има многу фамилии. Дедо му отиде тамо, тука остана син, внук, не знам што, фамилии поврзани. Не знае зашто се борел дедо му. Да, не знае ништо. Не знае зашто умрела баба му не знае или тетка му. Од животот на дедо му, како помина, што помина, кој, зашо отиде во планина, зашто отиде во планина. Па кој го удри, не го удри. Како со ноше пресече на таа врвца, папочно што не врзува. Луѓето што остана тука, луѓето што замина веројатно. Тоа е мене што ме жали многу. Се наоѓаме во црквата Свете Злата Мегленска во македонското градче Саботско, која брои некаде околу 3 до 4 македонци. Инаку станува збор за првата македонска црква која е изградена на територијата на Егејска Македонија по завршувањето на граѓанската војна 46-49 година. До попес, значи ние сме во црквата Свети Злата Мегленска во Саботско. Саботско, да. Или во Арадеја, како грците. Да, и Арадеја по грчко, добро, тоа е сега, не можеме да одбегнеме тоа. И колку време ја правите оваа црква? Оваа црква е горе-долу 8-те години и од 9-те влизена, кај се граде. Ама работе 7 години. 7 години. И доаѓаат ли луѓе или се плашат повеќе? Со ситуацијата ова е, сега што викат, по-тешко. Колку македонци има во Саботско? Во Саботско градот има на половината се македонци. Зборуваат македонски или го има заборавено? Да, во пазар, да, зборуваат, така кога се најдат дома, зборуваме, нема. Се зборуваат македонци. Се плашат сега после ова што ви се случи пред 2 недели? Видите, тие храбите не се плашат, баш јас и по тие работи, знаете, пред 3 недели горе-долу се случи тоа на Букурешкото. Значи после Букуреш што беше Букуреш самитот на НАТО. Тога нема и тие проблеми. Ова црква ја нападнаа тогаш грчките ученици? Ученици дојдоа тука ноќта, кладија грчко знаме и работи што има и таква, ама повеќе нападната имаше јајца и камени на куќата. По куќата, па кај што е црквата? Не, црквата тропо дома, подилеку ника на километр седиме дилеку од црквата, толку сидам. Значи на црквата не удрија? Не, на црква јас се уплашив, ти прават, не правија, не речи. Само знаме ставија тука грчко? Не знаме, да сака. Тука на оревот кај црквата? На оревот е обисија, ама тој јас кога дојде беше паднато. На овој орев го закачија и може него фатија нокта беше и оти дојше ветер и падна. Јас го најду баш таму, на тоа место.
Колку македонци има во Пожарско?